Дали етнички правичната застапеност и праведно распоредување на кадри во државните институции? Фрчат огласи за вработување во Фондот за здравствено осигурување. Албанци, турци, роми и срби, вкупно 13 службеници треба да се вдомат во ФЗО. Она што паѓа во очи е што под точката предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 година се бара вработување на албанец или албанка во градови во кои нема албанско население, како Гевгелија, Делчево и Берово. Албанска националност е потребна и за пополнување на местата во Битола, Тетово, Струга и Скопје. Во условите за вработување во Фондот за здравствено осигурување во Виница и Демирхисар е наведено апликантот да е турчин, во Крушева се бара ром, а во Прилеп србин. Македонец е потребен само во Охрид. Прашавме и во ФЗОМ зошто и врз кој основ се распишени овие огласи, ако се знае дека во овие населени места нема албанско население. Оттаму молк. И додека се полни фондот со нови службеници, илјадници граѓани изминатите денови се соочуваа со огромен проблем. Поради крах на системот за рецепти, не можеа да си ги подигнат лековите од аптеките, па на оние кои им беа неопходни, си ги платија по 10 пати поголема сума од реалната. Денеска, за среќа, системот е во функција. Предизборно се полнати предпријатијата под капа на општините. Охридски комуналец неодамна пушти оглас за вработување на 40 нови лица.